Добро вечер. Обилните врнежи кои што попладнево го зафатија главниот град предизвика низа штети, а најкритично беше во општините Киселавода, Аеродром и Газибаба. Состојбата е веќе стабилизирана, има поплавени подруми, но сообраќајниците и подвозниците се веќе проодни, информираше градоначалникот на Скопје во изјава за Канал 5. За некаде околу 40 минути беше целосно нормализирана состојбата. Имаше на неколку позиции покритична состојба. Тоа најчесто се оние препознатливи 30 години наназад подвожњаци кои што се поплавуваат, како Мавровка, каде што за брзо време беше овозможено пристап на возилата. Подраматично беше некаде кај кружниот тек на Изгейт и на булеварот Србија во Киселавода према Аеродром на подвожњакот, но и таму е веќе нормализирана целосно состојбата. Во координација сме постојано како град Скопје со кризните штабови на општините, но и граѓаните не повикуваат на дежурните телефонски линии во градот Скопје. Секаде каде што дополнително, иако не е наша надлежност, помагаме со пумпи, која станува збор за одредени поплавени подруми најчесто кај граѓаните. Беа вклучени повеќе од 1000 вработени од јавните предпријатија во расчистување на состојбите предизвикани од обилните дождови. Ќе останат будни во текот на ноќта. Јас ќе бидам заедно со нив, на терен ќе бидеме постојано и мислам дека нема да имаме никаков проблем. Изборниот законник заглави кај електронското гласање на диаспората. Власти и опозицијата не успеа да се договорат за законското решение. СДСМ и Левица поднесоа над 13.000 амандмани и обвинуваат дека со ваквите измени може да се наруши легитимитетот на изборите. Мицкоски пак претходно порача дека ќе ги прифатат сите барања на опозицијата доколку остане можноста за гласање по електронски пат од диаспората. И дефинитивно пропадна обидот за нов изборен законник на меѓупартиските преговори во собранието. За СДСМ и Левица остана спорно електронското гласање на диаспората, па на крај решија да го блокираат предлогот со илјадници амандмани. Со овој епилог значи дека и покрај повеќе месечната подготовка на измените во работната група во Министерството за правда, следните избори ќе се одржат по старите правила. Не се успеа во тоа, остануваме на старото законско решение, стариот изборен законник, врз основа на кој што ќе се организираат некои наредни избори. Иако имаше поместување на точките по одредени заклучоци за кои што имаше забелешки, она што остана како точка преку која што не можеше да се помине е забелешката на Социјалдемократскиот сојуз за електронското гласање на диаспората. Премиерот Мицкоски пак претходно изјави дека ВМРО-ДПМН ќе даде бланко поддршка на секој предлог кој ќе го дадат опозицијските партии за изборниот законник, ако за возврат дадат зелено светло за електронското гласање на диаспората. Овини за политичко лицемерие и ги отфрли тезите дека со ова барање сака да ги олесни условите за избор на председател. Од друга страна, лидерот на СДСМ Венко Филипче се сомнева во намерите на власта и смета дека целта е да се отвори пат за изборни нерегуларности. Првата дилема, немам намера да се кандидирам 2029-та, кога ќе ми заврши мандатот како председател на владата, се враќам на факултет. Второ, кога зборувам за прифаќање на нивните предлози, се што ќе предложат, се ќе им прифатиме, освен гласањето на диаспората. И трето, мораме сите заеднички, бидејќи сите го правевме, да се подпишеме како поднесок на истиот тој закон. Како ќе контролираме, ако утре, во целосно безбеден систем на електронско гласање, еве вака како што го предлага ВМРО-ДПМН, утре системот ден воочи или на денот на гласањето, системот биде хакиран. Ќе пропаднат изборите. Еве нека се формира работна група експертска да работи на тој предлог, па понатаму можеме да го имплементираме и тој дел. И покрај тоа што е познат исходот, изборниот законник се најде на седница во Комисијата за политички систем. Според најавите таму се очекуваат околу 10.000 амандмани од СДСМ и околу 3.000 од Левица. Владината реконструкција влегува во завршна фаза. Познати и имињата на министрите од вреди кои ќе седнат во министерските фотели во рамките на владината реконструкција. Од партијата за Канал 5 потврдуваат дека Јетон Шасивари ќе биде предложен за нов министер за правда, а Седат Сулемани за култура. Но според наши извори, во вреди се уште се кршат копјата околу изборот на Агон Ферати на местото на Иван Стилковиќ во Министерството за односи меѓу заедниците.
Предложените персонални решенија се прифатливи и за премиерот Мицкоски. Вреди по реконструкцијата на владата ќе има едно вице-премиерско место. Беким Сали останува прв вице-премиер и министр за европски прашања, а на партијата и остануваат и секторите животна средина и економија и труд. Вице-премиерската функција за добро владење, која што ја извршуваше Арбен Фетаи, нема да постои во реконструираната влада, а овој сектор ќе се покрива од кабинетот на премиерот. Кадар на Знампак ќе раководи со Министерството за земјоделство, каде што Димитриевски го номинираше Борче Серафимовски. Од 1 октомври годинава во системот Мој термин ќе почне да функционира новиот модул за доброволно изјаснување за органодарителство. Секој полнолетен граѓанин при посета на својот матичен лекар ќе може да даде писмена согласност дали по смртта сака да биде евентуално органодарител, а одлуката во секое време ќе може да ја промени. Тој регистар ќе биде строго доверлив и ќе имаат пристап исклучиво луѓе кои што работат трансплантација, исклучиво тие што имаат пасворд за тоа и исклучиво кога ќе се докаже мозочна смрт. А делот дека некој ќе злоупотреби, некого ќе го убие на улица, па сега искрено да ви кажам, спаѓа во урбани легенди. Толку во вечерниот преглед. Пријатно!